со мене се разбира, пред да поминеме на домашни теми, е колегата Андоновиќ. Андоновиќ, здраво, шта се дешава у Србија, чкаň дохдна чварен на Косова и на руски како има во Украина. Киде титул тој збори. Да. И како е на руски не можам да кажам во Украина. Па во Косово се уште, во Србија се уште доаѓаат они одгласи од за вчерашното обраќање на Вучич, кој е дел од јавноста и дел од политичката и од граѓанската јавност го обвинуваат дека го предал Косово. Од друга страна, она опозицијата, но и еве ќе кажеме тие проруски елементи за кои се обвинети дека имаат присуство. Од друга страна, неговите приврзаници гледаат како да извлечат да го убедат народот за причините за следната постапка, а тоа е дека очигледно Белград повеќе време седеше на две столици помеѓу Брисел и Москва, но некако се чини дека оди према Брисел и Европската Унија, а тоа се виде во неговото излагање кога жалејќи се дека европскиот предлог е ултиматум, почна да ги објаснува оние бројки колкава е трговската размена на Србија со Европската Унија и со земјите од Европската Унија, а при тоа не ги спомна оние за Москва кои му беа главниот аргумент изминатите месеци зошто не воведуваше Србија санкција, тоа беше на размена со газ и поевтиниот пристап на Србија за купување на газ. Сега не увод можни санкции, така? Дали ова време во нему послужи на Путин генерално, па малку се одважија некои политички лидери да каже дајде гасот не ни треба, толку вртиме се на друга страна, или можеби е тој ултиматум бидејќи Србија стварно мора да одлучи, такво време дојде денеска да морате да се одлучите дали сте лево или десно, не е она како во времето кога јас и ти раснавме, кога Југославија беше несврстана, како што се нарекуваше. Тоа Вучи да глуми. И произлезе дека таа политика ќе остане само на Шведска, која силом прилике нема да влезе во НАТО поради спорот со Турција, оттаму Шведска ќе си остане традиционално неутрална, но што се однесува до Србија, да не одиме подалеку, Србија очигледно ќе мора, веќе почна да го обвинуваат Вучич дека го предал Косово. Јас лично мислам дека таму е можно да има тензии пред се внатре во српската држава. Ќе видиме како ќе го изменаџира Александар Вучич, особено што и во неговата партија имаше одредени турбуленции од типот дека не се согласуваат да се оди кон Брисел, да му се врти грбот на Москва и на Путин, па тој онака демонстративно најави дека ќе даде оставка од лидерството на партијата, а веќе се проценува дека доколку Вучич не биде претседател на СНС и нема да има некаква моќ да ја држи власта во Србија. Од друга страна, Ивица Дачич, човекот кој беше некогаш портпарол на Слободан Милошевиќ, човекот кој веќе 30 на години е некако во власта. Тоа е портпарол, но Вучич можеби не беше цело време, но Дачич е цело време ми се чини на власт во Србија посредно на некој начин, да не го поистоветам со некои наши политичари тука. Балкански традиции. Да, вчера најави на некој начин посредно во интервју за една од западните медиуми дека Србија ќе и воведе санкции на Русија. Кога тој чини официјално ќе се случи, ќе видиме каква ќе биде реакцијата на Москва. Москва за сега е се уште, да кажеме, воздржана и не ги коментира овие нови постапки, особено што ќе потсетам дека Вучич и Путин пред 5 или 6 месеци разговараа на оваа тема и јас не знам што рече Путин, но знам дека Вучич изјави дека Русија и Путин ја разбираат позицијата на Белград, не ја осудуваат бидејќи конечно до тоа што уште беше Србија се наоѓа на такво геостратешко место. Она што особено опасно, а што неколку дена го зборувам, е таа подметната бомба на она што се случува во Косово, подметната политичка бомба би рекол. Зашто се работи? Се работи за противењето на Курти да ја формира заедницата на српски општини и француско-германскиот предлог кој вели Србија треба да прекине да ги попречува косовските институции да аплицираат во меѓународните.
А Косово треба да дозволи формирање на заедница на српски општини. Но што се работи тука? Редоследот е првин Србија да прекине, па потоа да се формира заедницата на српски општини. Главната причина на Приштина беше дека се плаши ЗСО да не биде идната Република Српска на Косово, и токму кога тоа стравување дојде до максимум, излезе председателот на Република Српска Милорад Додик, кој случајно и даде изјава дека ЗСО во иднина ќе биде новата Република Српска на Балканот. Како сакате да го наречете И тоа кога се смета дека една руска Стравот подметачина. му е залуден, мислам, на... Сакам друго да кажам. Се смета дека таа изјава да е случајна и дека е таа на некој начин руска подметачина, бидејќи на кого во моментов нели се смета, зборуваат геостратезите и западните аналитичари, дека само на Русија ја одговара не ставиле Балкан, бидејќи се доека Косово... дека Русија нема да остане мирна, сигурно нема да остане, и може Србија да се придружи на овие останати земји. Така да, сума сумарум, свој влијание. состојбата на Балканот е таква каква што е, во фокусот е сега потегот на официјален Белград, како тоа ќе го изигра. Многу лично го доживеа Вучич, мислам, кога говореше, најчесто на Курти, како да му се обраќаше, како да лично го доживеа тој пораз. Љубиша, ти знаеш, подолго време си во новинарство и знаеш дека во политиката ништо не е случајно и дека ништо што гледаме не е во реал тајм, што се нарекува по новиот јазик. Што сакам да кажам, Вучич ова го знаеше изминатите 3-4 години дека до ова ќе дојде. Дури и ние ко новинари ова сме го зборувале дека тогаш Вучич ќе мора да го даде Косово на некој начин. Ако некој мораше да го даде Косово, најдобрата личност што требаше да го направи, тоа е Вучич, односно партија од десната проминенција, која што има најмногу приврзаници кај народот. Ниедна друга не можеше да, но тајмингот е лош. Косовската криза трае 30 години, ја знаеме кој е. Лош е тајмингот бидејќи се случува во време на украинската војна, односно руска-украинската војна. Се е сменето од кога садови, ние сме дел од Косово веќе не е проблем, Косово е сега последица на севова. Ова што ќе го решават западниве политичари, одлуката токму сега да го затвараат балканскиот проблем кога има други пожари, може дополнително да го разгори пожарот, бидејќи повторно ќе кажам, ако зборуваме за Србија па и за Балканот, тоа е поделена е јавноста и политичката и граѓанската, зошто бидејќи едино решение за тој проблем со Косово и Србија и тие граници е влезот во Европската унија на сите да нема граници. Но Европа видовме како се однесува и колку е способна и покажа дека не е способна да ги интегрира побрзо овие држави, има јаки услови и онда луѓето стануваат разочарани, се зголемо евроскептицизмот и тогаш велат па каква бре Европска унија, нас не е важно да бидеме нели со нашите браќа руси или да бидеме сами, или не е важно. Што има во Украина? Во Украина продолжува се бараат друго вооружување. Во Украина продолжува војната, сакала западната пропаганда да призна или не, русите напредуваат. Од друга страна се предупредува дека украинците во моментов концентрираат огромна војна формација од 40 до 50 илјади војници, на кои им требаат овие тенкови. Самиот знаеш, си служил војска дека тенковите не се одбрамбено оружје, туку се но тенковите се користат за напад, а не за одбрана. Од каде толку барање на Зеленски, се очекува дека на пролет или наскоро украинците би се обиделе некако да го пресечат тој северно Донецк, така наречен град. Таму се формира сила од 40 до 50 илјади украински елитни војници, у смисол обучени. Не се само тенковите, се бара и друго вооружување. Зборувам за тенковите, се дигна голема фама, сега се полека се бараат ракетните системи, веќе почнаа Патриот да доаѓаат и авиони. Ќе видиме како ќе биде тоа, и самиот Доналд Трамп, поранешниот претседател на САД и претседател кој сакал некој да призне или не, е единствен американски претседател кој не направи војна во својот мандат, го обвини Бајден дека со испораката со одлуката да се испорача дополнително оружје, односно Абрамсите, тие 30 и неколку Абрамси кои треба да дојдат во Украина, и тие сите придружни елементи, гледачите треба да знаат дека еден тенк не доаѓа сам, туку со него доаѓаат и оклопни транспортери и се она што треба да оди, дека со одлуката Бајден предизвикува да дојде до нуклеарна војна, бидејќи русите сигурно нема да одстапат од тие закани кои нели Зеленски и Западот ги
прават, односно воени закани. Русите вчера Да излегува... вратиме Бајден точно. Русите вчера излегува веднаш во нивен стил или во стил на суперсили, кога едни се закануваат со некакво оружје, излегува со некое ново оружје, тоа е некаков робот, мислам дека се, не знам како се вика, важно, пошто е ново нешто, тоа е проектиран така да кога ќе се појават тенковите ги дешифрира и по своја одлука, по некој алгоритам ги гаѓа со ракети, така да рекоа, нели, она е позната изјавата на Песков дека грешат САД и Западот што испраќаат скапи тенкови, бидејќи и тие горат, само многу пари ќе изгорат во таа војна. Добро, благодарам Андоновиќ за ова брифирање за тоа што се случува во светот. Главно овие жаришта Косово и Украина ќе продолжат и натаму. Па тие се тиштето, морам да кажам во интерес на јавноста дека и новото жариште се запали од вчера, тоа е Блискиот Исток, палестинците и израелците, дојде до Судири, каде што израелската војска уби 9 палестинци, а на тоа му претходеше ракетен напад врз неколку израелски населени места, каде што нели израелската противвоздушна одбрана успеала да ги Добро, и таму имаше политички промени, знаете. Но повторно има проблеми и ми се чини дека и тоа не е случајно ново жариште. Вчера во регионот се отиде и Ентони Блинкен, шефот на State Departmentот на САД. Тоа не е случајно. САД се загрижени за тоа што се случува на Блискиот Исток и тоа е она што го зборуваме повеќе време од кога е војната во Украина, денеска е 338 ден на војната во Украина, дека ќе се отвараат нови жаришта за да се дефокусира притисокот на фронтот во Украина. Кој ги отвара жариштата, тоа ќе оставиме да видиме. Друга политика. Андоновиќ, благодарам.